Националната партија за коалицијата за Полева Македонија. Драги пријатели, денеска сме тука во Кратово, традиционално денски, да се представиме, да ја представиме нашата изборна програма, да ги представиме нашите кандидати и да ја побараме вашата подршка на 5 јуни за наредните 4 години. Денес е по никакво Кратово, по никаква држава, по никаква игра на нашите деца. Сега Македонија знае која е истинската опција, опција која вети не реализира и затоа реформите ќе победат. Предлагаме мерки, проекти и нови чекори кои ќе придонесат за развој на Кратово во сите области од нашиот живот. Во изминатите 4 години ВМРО-ДПМНЕ со коалицијата во општина Кратово СПМ имаат реализирано најмногу проекти во последните 20 години. Најголем удел и принос има партијата ВМРО-ДПМНЕ на чело со лидерот Никола Груевски. Со помош на ова влада се реализира повеќе проекти од областта на стопанството, а како најголем успех го сметам рестартирањето на фабриката Идна Змеј, во која се вработени повеќе десетици работници, а во најскоро време се очекува да се отвори погон за изработка на чевли, а инвеститор ќе биде фирмата Кадоро од Италија. Пак на самоработување како мерка на владата за намалување на невработеноста беа отворени повеќе десетици работни места. Факт е дека актуелната влада огромно внимание им посветува на земјоделците, а ефектите од оваа мерка ги почувствуваа и земјоделците од Кратово. Во текот на 2010 година во општина Кратово се исплатени над 900.000 евра субвенции. Во минатите 3-4 години оваа влада инвестираше и во инфраструктурата. Меѓу другото, направивме реконструкција на канализационна мрежа во село Кетеново, довршување и пуштање во употреба на резерварот за средна зона во Кратово на Мусала, асфалтирање на локалниот пат во село Вакав, асфалтирање на голем број улици во градот, со подршка на градоначалникот на општина Кратово господинот Митен Доновски, регулација на речното корито на Кратовска река со средства 12 милиони денари од фондот за води, асфалтирање и пуштање во употреба на патот Кратово село Железница со средства обезбедени од светска бранка преку Агенција за државни патишта. Реконструиране регионалниот пат од частта од Кратово до општина Промишти. Изградени се резервари за ниска и средна зона со средства кои беа обезбедени од Министерството за транспорт и врски, преостанало ще се изгради резерварот за висока зона. Реализираме проектот за изградба на патот село Кетеново село Купица во должина од 1 км. Извршено е асфалтирање на локалниот пат село Сакулица, село Шовско Рудари во должина од 6,5 км со средства обезбедени од Светската банка преку Агенцијата за државни патишта. Ова е мал дел од проектите кои владата на ВМРО-ДПМНЕ реализираше во изминатиот период, а од големо значење за граѓаните на Кратово. Но тука владата не запира. Во тек е изградба на теренско игралиште со средства обезбедени од Агенцијата за млади спорт и со подршка од владата на Република Македонија, како и изградба на комбинирано спортско игралиште во село Трнуваc. Има и многу други проекти во областта на образованието, информатиката, културата и така натаму. ВМРО-ДПМНЕ, издружената коалиција, со ова не застанува, туку продолжуваме. Планирани се проекти за следните 4 години кои се содржани во манифестот. Изградба на резервар за висока зона, изградба на патниот тоалет село Каврак, Зледовска река, Брана Кнежево, изградба на талон жлик за зоната и Среден Връх,
Отварање на центар на лично последни потребни проект кој што ќе биде реализиран до 2012 година. Закон за прогласување на старото градско јадро на Кратово за културно наследство од особено значење. Изградба на спортска сала во скоп на Основно училиште Косово Насим. Адаптација и събрасија на мултикултурен објект киносала. Археолошко-архитектонски проект, истражување, заштита, резервација на помени, обнови и конзервација на повеќе фасади и така натаму. Најголем успех за нашата партија ќе биде инвестирање дека во иднина ќе се најдат инвеститори за развој на текстилната индустрија, инфраструктурата, културата и туризмот со имените градови Гоце Делчев од Бугарија и Харвард од државата Вермонт од Соединетите американски држави. За разлика од тоа што владееше целосно во Република Којотината, како и големиот број на структури од нив, и кои за себе оставија целосен мрак, сигурно оживењето во градот, хаос во економијата, деперспективност и апатија за младите, за сметката на нивните личните партиски интереси, на 5 јуни, на вторите демократски предвремени парламентарни избори, граѓаните на Кратово ќе направат вистинската разлика. Почитувани собрањени, ви знаете какви се лидерите на СДСМ во Кратово и на другите помални партии. Такви се и во цела Македонија. Уверен сум и верувам дека ако не добиеме вашата поддршка, со целиот мој капацитет ќе се заложам за економскиот раст на општината, повеќе вработување, поисток животен стандард за земјоделците, за социјалните слушањи, за вработените, за пензионерите. Како што беше и во претходниот период. Да, реформите ќе победат. Со победничката коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ, со носителот на листата во изборна единица број 3 господин Јули. Македонија и Кратово се за реформи и развој. Оваа коалиција на 5 јуни победува за подобро Кратово, за општина која знае што е најдобро за неа. Вашиот огромен број денеска, кој го има овде на площадот во Кратово, покажува каква е поддршката за оваа коалиција која што е предводи ВМРО-ДПМНЕ, Социјалистичката партија и председателот на ВМРО господинот Никола Груевски. Сакам само од ова место јавно да се заблагодарам за досегашната поддршка и соработката што ни ја пружеше владата на Република Македонија на чело со премиерот Никола Груевски и можноста да ги реализираме сите оние капитални проекти што ги спомна кандидатот за пратеник и досегашен пратеник Маријан Шокоевски.